И иако утрово можеби започна малку тмурно и депресивно, ние сепак најдовме начин како да го разубавиме со нашата гостинка Сара Мејс и незината нова песна. Сара, добро утро! Добро утро на сите. Ако воопшто ти постои во твојот жаргон или терминологија добро утро, како ти го доживуваш утрото? Па да, зависи на која нога ќе станеш, ама па види, добро е да се стремиш секогаш да е добро и да тргне на убаво, пошто мислам дека е еден од пресудните фактори за понатака денов да ти биде убав и светол и да си на добра фреквенција со универзумот. Како би едно обично, стандардно, нормално утро во вашето семејство? Како започнува? Surprise, као онаква темпирана джокер кутија и немаш појма што ќе искочи. Зависи како ќе се разбудат децава, кај нас веќе зависи од нив како они дали ќе станат на лева или на десна нога. Мене лично Гледаме добро. Она фраза ајде ми е најчеста, не знам колку пати изговорам ајде, едното стане ајде, другото, ајде, третото. Леле. Така претпоставувам и кај вас. Ајде, измизаби, стани, тоа за тоа ајде збориш, го препознавам. Па да, добро, малце дури да запали акумулаторот е на гурање прво време, ама више кога ќе тргне се справуваме. Сара, ти не си само изведувач, па да речеме само настапите, да се ти, освен тоа си и композитор, и текстописец, што подразбира и доста работа и дома. Кој период од денот ти е така најплоден, да кажеме, успеваш да го одвоиш за себе, за да си се оствариш својата музичка кариера? Па, у последно време успеваш да одвоиш за себе, не успеваш, него крадеш за да одвоиш за себе. Викаш, извинете, јас до WC нешто поише работи имам, ќе се бањам и седнуваш, чекај, имам идеја за текст, се бањам, пушташ вода. Не, па шала на страна, крадеш моменти, да. Всушност стварно крадеш моменти, кога ќе заспијат деца, некогаш са бале представување. Навечер исто имам доста инспирација, ете тоа е позитивно во цела работа, што па нели деца кога спиеш може да отидеш во студио. Така што се трудиме да го балансираме некако животот и сите улоги што ги имаме во него на нели мајка, сестра, ќерка, нели све остануваш да бидеш, продолжуваш тоа што си била некогаш, само се надоградуваш. А и нели во моментот кога ќе станеш мајка не престануваш да бидеш човек и да бидеш она што си ти. Да, си станала мајка, си станала сопруга, но во исто време, во мојот случај, нели, имаш музика за давање. Продолжуваш да бидеш изведувач, музичар, што и да е тоа, кај кој и да е човек. Натрешна потреба, поривот, нели, да си го... А впрочем, на некој начин и должиш и на публиката, така? Да. Поставувам и таа одговорност, дека... Должиш или не должиш, како што пред малку приватно спомнавме, од себе бегање нема. Нема. Ајде да видиме се оваа нова песна, да започнеме од насловот, Фреквенција со Ф, предпоставувам не е случајно, така? Па добро, сега тоа е една тема, ако почнеме да збориме за неа, мислам, дел од коментарите за дали е фреквенција или фреквенција, ако тргнеме да збориме за тоа, нели, frequency, зборот фреквенција потикнува од англискиот збор frequency, кое што сега се тепаме и се бориме за англиски збор. Ако збориме за едначење по звучност, сваќаш В-то преминува во Ф, значи по таа логика фреквенција преминува В-то во Ф. А и на крајот на криштото не е важно, нешто такова вторник, нешто така дека е тенденциозно. Не, мислам како и да се пишува, поентата на песната е да стигне со својата вибрација, нели, за тоа и се пее во текстот. Да е вибрацијата онаа која што ќе го натера човек да се почувствува убаво са бајле наутро. Односно, нели, да ја слушаме песнава, а како се пишува, не знам, мислам, ја имав песна и на Амбареа, која што, ајде да збориме за тој збор. Тој збор не ни постои. Колку време се крчкаше оваа песна? Многу. Да? Па да, идејата за песната е напишана така од поодамна. Одлуката за моето враќање на сцената беше пред можеби година и пол, две, лека по лека земав одлука која песна ќе биде таа. Искрено сакав да биде среќна песна, сакав да биде брза песна, што би рекле народно. Зашто сакав да донесам еден добар вајб, една розева боја во музикава, на естрадава, во општеството, како годе да го наречеме.
Заради тоа што сметам дека позитивни емоции и вибрации се посекако добредојдени, некако имаше еден период на многу сивило, на многу имав чувство дека луѓето се тажни, можеби и се уште колку можеме нели да направиме со позитивна вибрација е од плюс, така што да уживаат слушателите во песната. На враќање на 90-тите, зошто токму 90-тите? Дали дека си родена во 90-та? Па искрено или ти е зашто така најубав период некој остана тој? Па не, јас сум родена 90, да, точно 90 Од четврта година, памтиме но година, така? од кога памтиме, а кога сме земале да слушаме вистински онака, значи јас сум поише што се вика дете на 2000-та, 2000-та ја памтам М2 и Елена со Ламбе и првиот контакт е тоа, да. Ареа со исто така фреквенција на љубовта, кај што нели пак не ја читавме, него ја слушавме, многу поише се слушаше, се скокаше, се уживаше. Но нема врска, небитно е тоа, зашто враќање на 90-ти, зашто сум поише фан на тој ритам од 90-ти, отколку не знам некој регетон или нешто што се случува сега во овие години во кои што живееме, и целиот предизвик беше да се земе вајбот на 90-ти, но да се спакува во едно руво на овие години во кои што живееме сега, за да биде ново. Да биде инспирација од нешто што било тогаш убаво за нас, но да биде сепак нешто ново. И музиката и текстот се твои? Па да, како впрочем 99% Со оглед на тоа што си наставничка, памтиш на кога на крај на оценуваат годината, кој ќе ни каже, ти што мислиш која оценка треба да добиеш, ти сама како би си ја оценила оваа песна? Па не знам сама себе да се оценам, мислам стварно би секогаш е по-окей да те оцени некој друг, колку и да си, не знам, сега професионален во тоа што го правиш или не. На секој од нас му треба ментор, особено на уметниците. Никогаш не е завршено учењето, нели, и надоградувањето. Човек прави прогрес додека е жив. Така што тоа ќе оставиме на публиката. Ќе оставиме, да ти стави. Јас можам да кажам дека навистина преубави коментари добивам на Инстаграм, луѓе ми пишуваат стварно преубави пораки и онака ме прават да се чувствувам, да, супер, онака си викам, вредеше секое време вложено, секоја енергија, мислам на крајот на криштата, тоа е нели една голема љубов, нели не го правиме за таа порака на крај кој ќе ти ја вратат, ама стварно ми значи и тоа споделување на песната и тоа што се шири, што станува вирално. Многу сум среќна за тоа, така што мислам дека една убава оценка и гае по публиката во моментов. Сара, тешко е да се успее да се одржува долгогодишна кариера без соодветен тим или тим од ништата. Кој е твојот тим со кој што работиш и без кој што не би можела да работиш? Па луѓето на кои што сум лојални веќе повеќе од деценија со нив се Фросе, Фран, Дарко Петковски од Херхаус, конкретно оваа песна ја работевме со Иван Петровски, џоки. Иван ми е другар уште од средно, во мојот бенд свири гитара, исто така повеќе од деценија. Он беше задолжен за аранжманот, за микс и мастер од. Исто така со Шемко беше режисер, он го направи, беше заложен за видеото, за целата идеја беше негова. Со него исто така имаме работено уште едно видео претходно Трепет, тоа беше соработка со IQ. Многу луѓе се ми е страв никој да не заборам, Skimfinity, Брейкалек. Ти учествува во спотот Брейкалек, така? Да, Брейкалек ја направија комплетно кореографијата цела, која што беше многу важна, присутна за нели спотот да изгледа така како што е, пошто беше базиран на кореографија. И девојките Елена и Ивана, да ги поздравам, кои што исто така играат, мислам, онака супер, и они многу љубов и време вложија во проби, обично пробите ни беа после 10 вечер, за да заспијат деца, они да завршат со предавања, со проби се, и Андреј, да не го заборавам, Андреј Танчарот, така што главевме до еден сабајле, така што и на нив дефинитивно треба многу да им се заблагодарам за тоа што несебично се вложија. Магнетик, исто така ево цела оваа приказна сите комплетни аутфити, Фросе ги стилизираше, но сепак Јама и Олтре, мотиви, вајда не заборавам. Каре, да. Како и да е, сума сумарум ќе имаме летен хит, така?
така некако му доја. Па така излегува ден по ден, се поише си мислам дека да, ми е незгодно сама да си го кажам, ама убаво ми е вака кога го кажуваат луѓе. Штом си станата рано наутро да ја промовираш, значи дека веруваш и тоа како во песната. Многу ти благодарам на ова твое гостување. Ние секако сега она што следува да ја пуштиме на публиката новата песна, па таа ќе си стави оценка, па ќе се јави некој ден во Тинска ќе ни каже која оценка јас ќе ти пренесам. Ете така. Сара, многу ти благодарам.